Најголемата река во Македонија со речен тек од Врток до Солун, знаменитост со голема вредност за Скопје и останатите градови низ кои поминува. Во минатото покрај неа имало природен пријатен мирис кој докажувал дека реката е чиста, нешто што веќе не постои. Додека Вардар во Македонија е умрена река, Аксиос во Грција е жива. Таму законските регулативи се построги и имаат подобра комунална инфраструктура, повеќе прочистителни станици. Вардар некогаш стратешкиот партнер на стопанството и транспортна конекција, дозволен за капење и рекреација во лето. Сега дозвола и безбедно може да плива единствено статујата покрај камениот мост. Врете народ го нема, се повлекува кон треска, се вршат напори македонската пастрамка да биде спасена. Биодиверзитетот на Вардар се менува. Има 30 видови на риби од повеќе фамилии, најмногу од топловодните крабови. Бисерот на Скопје е доведен во состојба каква што е. На неколку локации до оштечението многу организми целосно исчезнуваат од екосистемот. Години наназад мерењата на надлежните покажуваат дека водата е загадена со препораки да не се користи за ништо доколку претходно не биде прочистена. Најзагадено е водолното течение на реката од градот каде се слеваат и сите фекалии од канализацијата. Рапидно се зголемува населението во метрополата, паралелно со тоа и количината на отпадна вода. Пластика, шут, дрвна маса, матна вода, секојдневен пејзаж што сме навикнати да го гледаме. Јас сум рибар и кога одам например по реки, по риба и едно друго, значи ја прво што правам чистам, па тек после фаќам риба. Таква е културата. И затоа е лак. Луѓето фрлаат, немаат осет, тоа е тоа. Од Македонската риболовна федерација велат дека во 90-тите години имало многу повеќе индустрија која директно ја испуштале отпадната вода во Вардар. Но тогаш имало доста повеќе риба, како што одминуваат годините од многу фактори рибата се помалку ја има и покри порибувањето што се вршат. Од 90-тите години до 95-та година рибниот фонд беше доста количински истакнат. Мрежите беа полни, да ви кажам, меѓутоа со текот на времето е намален за 20% до 30%. Кркушката која што беше во големи количини ја имаше присутна посебно на Лепенец, посебно на Пчиња, па и на Вардар. Сепак треба тука да се обрне посебно внимание за сепарациите каде што се врши големо загадување. Нашите институции треба да превземат мерки и активности со загадувањето. Освен порибување, потребно е зголемување на свеста кај населението околу одлагањето отпад покрај и во реките. Инсталација на филтер станици за отпадните води се дел од препораките на неодамнешна анализа изработена од центар кој ги истражува јавните политики за квалитетот на водата во треска, притока на Вардар. Главните препораки се фокусираат на тоа што да се внимава или да се продолжи со акции за зачувување на биодиверзитетот. Забележуваме голем број депони, диви депони кои што укажуваат на тоа дека граѓаните секаков тип на отпад депонираат покрај реката. Од ресорното министерство потенцира дека во завршна фаза е законот за води, усогласен со европските стандарди кои треба да го помине со бранискиот филтер. 90% е готов новиот закон за води во кој што правиме согласување со европската регулатива и јас се надевам дека за многу брзо време ќе биде донесен овој закон и веќе и европската регулатива ќе ја имплементираме во нашето законодавство во областа на води. Реките се само дел од природното богатство што мора да се чува за подобра иднина на сите. Нивните екосистеми и биодиверзитети се една алка од животниот синџир. Мора да работиме на обновување и правилно управување. Секако вразни влијанија имаат и климатските промени кои што се случуваат по човечка вина. Без итни и одговорни дејствија, Вардар може да се претвори во уште еден пример за природно богатство изгубено поради човечките активности. Заштитата на природата треба да стане приоритет за секој еден од нас.